Ја продавме и половината од оваа ужасна година која сите ќе сакаме да ја заборавиме, а стварно многу се надевавме на неа. 2020, баш убаво. Убаво жими газот. Но влегуваме во втората половина и бога ми имаме полно лекции и заклучоци извлечено, конкретно зборувам за маркетинг секторот, но сето ова што го кажувам важи и за речиси било кој друг сектор. Еден последниве години прерасна во едно од најголемите домашни независни маркетинг агенции, нешто на кое сум особено горд. Имавме крајно успешен старт на 2020 година во првите месеци, но се случи тоа што се случи. Сега прашањето е што понатаму, како да продолжиме да растеме. Краткиот одговор е многу прост. Многу инвестиции, одлични луѓе во тимот и најважно од се продажба. Ако никој не ти купува тоа што го нудиш, џабе ти инвестираш, а уште по џабе плаќаш луѓе. Но клучни се и тие инвестиции, бидејќи за многумина во моментов пари се нема, а и тој тим од луѓе кој што го потенцирав пред малце како многу важен, нема да ти работи без пари. Значи клучно е како си се однесувал во минатото. Агенциите и компаниите кои беа паметни и штедеа изминативе години, тоест не се расфрлаа со непотребни трошоци, беа рационални, тие ќе бидат победниците од оваа ситуација. Ако имаше добри заштеди во комбинација со добар менеджмент на ковид ситуацијата, на начин да ги задржиш сите безбедни, задоволни, мотивирани, многу е веројатно дека си еден од оние што сега се супер подготвени и во топ позиција да растат. Бидејќи како и во други животни ситуации, секоја криза со себе раѓа и можности. Ова е време на консолидирање. Боговите на економијата даваат едно сито и сега сме сите фрлени во него. Тоа сито сега малку ќе се затресе и ќе паднат вишоците. Тоест ќе паднат оние кои за жал не биле доволно подготвени да ја преживеат оваа криза. Апсолутно, постојат сектори кои се длабоко повеќе погодени од останатите и за кои навистина ќе биде тешко да обстојат, но ако и тие соберат сила да гледаат неколку години нанапред и да се борат имајќи ја таа малку подолгорочна визија во глава, дури и за нив лежи можност за развој и за земање што поголемо парче од колачот кога некогаш дефинитивно застанеме на нозе и економијата продолжи онаму кај што застана. Но за нив голема важност игра прашањето дали се воопшто подготвени за нешто такво. На еден начин да поминат подолго време во орање и сеење сега, со надеж дека за неколку години во иднина ќе почнат да ги жнеат плодовите. Во секој случај интересни времиња, исклучително важно е да се остане мотивиран, да се остане фокусиран и да се гледа напред. Долгорочни планови многу се важни. Пишете каква е ситуацијата во вашите сектори или фрлете некој муабет на мојот мејл jaremajmunche1.1.mk, каде што сум достапен во секое време. Ви благодарам и одиме напред!